Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. И денес гужви пред пунктот за вакцинација во Тетово. Лекарите апелираат граѓаните да ги почитуваат правилата и мерките за заштита. Неколку лица од Гостиварско не го почитувале решението за самоизолација и ја напуштиле државата. На Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа панел дискусија по повод 20 годишнината од потпишувањето на Охридскиот договор. И денес гужви пред регионалниот пункт за вакцинација во Тетово. Лекарите апелираат граѓаните да ги почитуваат правилата и мерките за заштита, затоа што постои ризик од ширење на заразата кога нема дистанца и кога не се носи маска. Поради големиот интерес, надлежните размислуваат за отварање на уште еден пункт. Без никаков ред и без дистанца, редици граѓани од раните утрински часови чекаат пред регионалниот пункт за вакцинација во Тетово, за да примат прва или втора доза вакцина против COVID-19. Се чека и по неколку часа, а граѓаните се револтирани, но и свесни дека нема култура кај народот. Имам закажано за воеден и ние сме самите недисциплинувани, не идеме кога ни викаат, мало порано за да свршиме работа. Ја не чекам многу, има едно 2 сата како чекам. А има лека и порано што од Савајли, тоа. Цел ден сме останали овде, срамота, голема срамота. Ова да гледа луѓиве брука е. Каква култура, каков ред, никаков ред нема. Од 6 сати сам овдека. Со стара жена, ево, и тоа болесна, има шеќер има. 5 сати овдека. 3 сата чекам. За прва вакцина сте? Втора. Иако надлежните служби се обидуваат да воведат ред, сепак граѓаните не ги почитуваат правилата, а не почитувајќи ги мерките ризикуваат да се заразат, вели доктор Александар Костески. Самите не придржувајќи се до мерките ризикуваат ако некој има што е инфициран да закачат COVID-19, значи тука и да го расшират уште повеќе. Зошто се случува ова гужва? Значи, гужвата се случува заради тоа што самите луѓе не почитуваат тоа што надлежните служби им го укажуваат. Значи, се знае за тие што примиле прва доза, доаѓа за втора доза. Значи, тие треба да бидат и како што е укажано од наша страна на полицијата и на војската што се надвор, значи им укажуваат на луѓето тие да бидат посебно, луѓето значи што доаѓа за прва доза не ги пуштаат да влезат. Проблемот тука се прави. Интересот е зголемен откако се зголемија бројките на позитивни на COVID-19 во овој регион, но и поради најавените рестриктивни мерки за лицата кои не се вакцинирани. За да се растоварат гужвите се подготвува уште еден пункт во здравствениот дом Тетово, но се чека дозвола од ресорното министерство. Во моментов како што може да видите, заинтересираноста за вакцинација во вакциналниот пункт во Тетово е многу голема, поготово последниве денови. Дневно со прва вакцинација или со прва доза се вакцинираат од прилика околу 1100, 1200 до 1300 значи граѓани. На тоа се надополнува и бројката од 600, 700, некој ден и по 1000, значи за ревакцинација. Теренската вакцинација оди без проблем, значи сите места што беа посетени и граѓаните што беа вакцинирани со прва доза, сега се ревакцинираат, значи во местата каде што живеат. За да се намали гужвата, значи ние подготвуваме уште еден пункт и правиме напори да малку се растерети регионалниот пункт, значи во Салава. Тетово беше еден од градовите со најмал број имунизирани граѓани. Медицинските лица велат дека ако се продолжи со ова темпо, процентот на вакцинирани значително ќе се зголеми.
Вице-премиерот Артан Груби по силните реакции поради најавената прослава за ранковниот договор на која ќе присуствуваат 300 гости во затворен простор на 2 дена пред почетокот на важењето на новите мерки, вели дека целиот настан ќе биде организиран по протокол. Секогаш велам дека сите настани, како што видовте и денешниот, се согласно сите протоколи од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. Исто така и централниот настан во Александар Палас на 13 август ќе биде во сала која што собира 1500 луѓе, а ќе присуствуваат не повеќе од 200 луѓе кои што ќе носат маски, ќе бидат со поголема од 1,5 метар оддалеченост еден од друг и согласно сите апсолутни протоколи на кои што ќе им се мери температура пред влезот и затоа не ја разбирам оваа масовна истерија по социјалните мрежи. Се надевам дека не се однесува на Охридскиот рамковен договор и на неговата имплементација, туку е на вистина загриженост на сите тие околу здравствените протоколи. Имам уште една најава да направам за вас. Согласно програмата за одбележување на Охридскиот рамковен договор, предвиден беше огромен концерт на плоштадот Македонија во Скопје вечерта на 13 август, кој што решивме ние како министерство да го одложиме, да не го одржиме и согласно новите состојби со инфекциите од коронавирусот и затоа покажуваме дека сме доблесни, дека разбираме и ги откажуваме сите можни манифестации каде што има ризик од зараза. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес се одржа панел дискусија по повод 20 годишнината од потпишувањето на Охридскиот договор. Имавме многу конструктивна дебата со многу конструктивни идеи, но и критики за подобрување на имплементирањето на Охридскиот рамковен договор во секојдневниот живот. И јас имам највисоки пофалби и многу сум благодарен за организацијата на денешната панел дискусија, како и за придонесот на сите студенти и професори кои што дадоа своји видувања. Главната забелешка е во однос на имплементирањето на одредбите од рамковниот договор, при што сите констатираме дека нормативниот дел кој што произлегува од Охридскиот рамковен договор и уставот согласно Охридскиот рамковен договор веќе е усвоен од нашето собрание и од институциите, додека имплементацијата е секојдневна и доживотна, затоа што се работи за имплементација на уставни одредби и на законски одредби кои што се обврска на сите нас и како граѓани и како институции. И затоа сметам дека се уште има потреба и има простор за унапредување, посебно на правичната и адекватна застапеност, но и на рамномерниот развој на регионите. И затоа со придонес и на академикот Беџети сме во подготовка, всушност ги усвоивме и законите во владата, се поднесени во собранието и се надеваме дека ќе се усвојат во следните неколку недели, за да пристапиме и кон рамномерен регионален развој како еден од предусловите за понатамошна децентрализација, а исто така и ја продлабочуваме и фискалната и институционалната децентрализација за да ги појачаме општините и да бидат вистински сервис кон своите граѓани. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на пресконференција говореше за проблемите со формирањето на владата во Бугарија, нешто што окочи решавањето на проблемот со Македонија. Како што истакна Османи, без разлика на проблемите кои ги има Бугарија, комуникацијата мора да се одржи на ниво. Да, за жал не се охрабрувачки вестите кои што доаѓаат од Бугарија во делот на формирање на институциите, бидејќи како што често нагласувам, очигледно тоа се покажа како важен фактор во изнаоѓање на решение за надминување на разликите кои што се причина за оваа непринципиелна блокада на нашата европска перспектива. Ние бевме во очекување дека во овој втор обид дека ќе има институции за да можеме во тој политички дел да комуницираме и да изнаоѓаме решение. Меѓутоа, независно од тоа, комуникацијата помеѓу двете министерства за надворешни работи продолжија и во
изминатиот период имаше директна комуникација на експерти од двете министерства кои што разговараа по однос на прашањето кои што беа отворени на последниот состанок во Софија и презентирани како можност за утврдување на патока за надминување на разликите, но се разбира тоа е колку да се одржи една комуникација на ниво на Министерството за надворешни работи, да не се создаде геп кој што потоа потешко ќе може да се исполни, но очигледно дека потребно е формирање на политичка влада, политички институции за да може да се надмине ова решение. Така да ние сме спремни да продолжиме со разговорот, продолжуваме со реформите внатре во делот на европската интеграција и сме во очекување на предвидливост во Бугарија за да можеме да седнеме, иако сметам дека технички постои можност и во услови на техничка влада да се надминат разликите. Пред нас предстои самитот на Европската Унија на 6 октомври во рамки на словенечкото председателство, што е една исклучителна можност да се круниса успехот и да се даде сериозна порака кон Западниот Балкан дека овој пат се враќа на својот перспективата се враќа на својот колосек, меѓутоа сепак сме во очекување на тоа што се случува во Бугарија. Центарот за управување со кризи го презентираше НИКС системот, следна генерација на систем за командување и управување со инциденти. Преку системот во реално време се добиваат сите податоци, пошто истите се дигитализираат. НИКС системот служи за просторно прикажување на податоци во реално време. Значи, ние имаме визуелна представа, ја имаме картата на Македонија пред нас, со кликање може да влеземе во било кој пожар, да видиме каков е неговиот статус, дали е изгаснат, дали е активен, дали е под контрола. Доколку е активен, да видиме колку сили се на терен, колку припадници на противпожарните служби, од странските, од домашните, колку припадници на полицијата и на армијата се ангажирани, колку цистерни, колку друг тип на возила, буквално сите информации ги имаме на дланка, со тоа што овој систем е во развојна фаза, но сега побарав да се забрза неговото финиширање и истиот да биде ставен во употреба во служба на гаснењето на пожарите. Размена на информации во реално време, значи збориме не само на информации, него збориме и слики и видео. Моментално серверот се подготвува за да може да поддржува и видео проекција, значи во реално време, да може точно да се види што точно се случува на терен, све со цел на што и директорот го спомена е да донесување на правовремени информации и секако да се убрза целиот процес на донесување на пренесување на информации, а во смисла да се донесат што подобри одлуки за решавање на состојбата. Неколку лица од Гостиварско не го почитувале решението за самоизолација и ја напуштиле државата. Билтен на СВР Тетово. При вршење контрола на лица кои се во домашна самоизолација во Гостиварско, вчера било утврдено дека неколку лица, иако биле позитивни на COVID-19, не биле дома и ја напуштиле државата. Се работи за 33 годишна жителка на Чегране и 3 лица од Гостиварско корито, на возраст од 32, 52 и 22 години. По целосно документирање на случаите против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 9 часот и 45 минути во полициската станица Тетово 24 годишникот Тетовска Мала Речица пријавил дека околу 8 часот и 40 минути во селото бил физички нападнат од 40 годишник. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 13 часот на булеварот Маршал Тито во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишник од село Прелюбиште, затоа што агресивно се однесувал кон полициските службеници кои вршеле службени дејствија. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Пријатно!